Течат роковите за формирање на новото парламентарно мнозинство. Распоредот на политичките сили во парламентот навидум е јасен, но каква е политичката ситуација по конститутивната седница во Собранието? Во Собранието на Република Северна Македонија на 4 август во големата свечена сала со голема купола се одржа конститутивната седница на 10-тиот парламентарен состав, каде присуствуваа 117 од вкупно 120 пратеници, избрани на предвремените парламентарни избори што се одржаа на 15 јули. Пратеничката Јагода Шахпаска од коалицијата Можеме беше избрана за претседател на верификацијската комисија на Собранието. Веднаш по завршувањето на конститутивната собраниска седница, лидерот на СДСМ Зоран Заев ја представи владината програма, најавувајќи дека ќе формира влада која ќе се грижи за сите граѓани подеднакво, ослободени од било какви етнички предрасуди или национализми и која ќе се бори со криминалот и корупцијата на сите ниво. Влада која ги отвара преговорите за членство со Европската Унија и влада која со секое ново отворено поглавје од преговорите ќе воведува нови европски стандарди за подобар живот тука, во нашата убава земја. Владата за која ќе разговараме на првото место од својата европска и граѓанска агенда ќе ја има новата македонска економија. Главните принципи се платите да продолжат да растат, да вложуваме во младите и во рамномерниот регионален развој, да водиме посебна грижа за најсиромашните граѓани и да даваме постојана поддршка на домашниот приватен сектор. Ке разговараме исклучиво за формирање на влада која се грижи за сите граѓани подеднакво, ослободени од какви било етнички предрасуди или национализми. Влада која нема никакви дилеми кога е во прашање нашиот заеднички пат кој се вика Северна Македонија, едно општество за сите. Особено внимание ќе посветиме на делот за прочистување на правосудството и на проверка на потеклото на пари и капитал кај секој функционер по пат на систем што заеднички ќе го договориме. Во изминатиот период, карактеристично за лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски е да се обрати на јавноста веднаш по излагањето на лидерот на СДСМ. Така беше и овој пат. Веднаш по обраќањето на Заев се обрати и Мицкоски, кој најави дека ќе обезбеди парламентарно мнозинство за формирање влада. ВМРО ДПМН во изминатиот период, но и во периодот кој што е позади нас, ќе биде силно фокусирано во формирање на ново парламентарно мнозинство што ќе поддржи влада која што ќе предводи ВМРО ДПМН, влада која што вистински ќе се справи со предизвиците кои што ги споменав, а не влада која што ќе фингира справување и од предизвиците ќе создава уште поголеми предизвици само за да може одговорноста да ја префрли на друг. Меѓутоа, Мицкоски наместо да се фокусира на тоа што ќе понуди ако успее да формира парламентарно мнозинство, тој постојано зборуваше за минатото и го обвинуваше Заев. Од кажаното, кое што го слушнавме на пресконференцијата од страна на господинот Зоран Заев, оваа влада, предводена од ова раководство на СДСМ, начело со Зоран Заев, ниту знае, ниту пак има намера да организира фер и демократски парламентарни избори. Веднаш по завршувањето на тие избори, на 15 јули, е годишен колективен одмор од страна на Социјалдемократскиот сојуз, предводен од господинот Зоран Заев. Не верувам дека постои таков, кој што ќе ја поддржи програмата која што ќе ја понуди господинот Заев и СДСМ, а која што би била идна програма за работа на идна влада која што би ја предводел господинот Заев и СДСМ. Инаку да, на оние пратеници на кои што им се пристапени мистериозни личности кои што се повикуваат на името на раководството на СДСМ, придоа, ги кажаа и со згрозување ги одбија. Заев најави дека во новата влада ќе се намали бројот на министри и администрацијата. Идните чинители во новата влада ќе треба да се подготвени и за сериозна реформа на јавната администрација. Зборуваме за промена која ќе донесе ефикасно служење на потребите на граѓаните, но и промена со која обемот на администрацијата ќе се намали за 20%. Зборуваме за помал број министри и за рационализација на јавните служби, но
за поголем број и побрзи услуги на граѓаните. Заев исто така вети дека ќе има екодржава која ќе се грижи за животната средина. Екологијата, чиста и здрава животна средина, екодржава, ќе биде една од најсериозните теми на кои ќе се посветиме. Демократската партија на албанците е првата партија која и официјално објави дека ја прифати понудата од Зоран Заев за да биде дел од новата влада, изјави Азем Садику од ДПА, по средбата со Радмила Шекеринска и Оливер Спасовски, која се одржа во клубот на пратеници. По завршување на конститутивната седница, од ДУЈО станаа резервирани и немаат конкретен одговор за формирање на новата влада. Лидерот на Левица Димитар Апасиев на првиот парламентарен ден пристигна со велосипед, додека Тимчо Муцунски од ВМРО ДПМН дојде со електричен тротинет, при што му беше забрането да го внесе во собранието. Ваквите пиар потези веќе се видени од поранешниот премиер Никола Груевски, кога на работа одеше пешки, а додека далеку од очите на јавноста си нарачуваше масажери на седиштата во Мерцедесот од $500,000, за што е осуден 2 години. Поради пандемијата, седницата се одржа под посебни здравствени протоколи. На присутните на собранието при влезот им беше мерена телесна температура, а на сите влезови беа поставени средства за дезинфекција. На изборите кои се одржа на 15 јули, коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, освои 46 пратеници, коалицијата за обнова на Македонија на ВМРО ДПМН 44, ДУИ 15, коалицијата на Алијансата за албанците и Алтернатива 12, Левица 2 и ДПА 1 мандат. Во новиот парламентарен состав мандати освоија 43 жени и 77 мажи. Во претходниот парламентарен состав имаше 46 жени. По конститутивната седница, председателот на државата Стево Пендаровски во рок од 10 дена треба да го додели мандатот на тој што ќе обезбеди парламентарно мнозинство. Мандатарот кој што ќе обезбеди 61 пратеник има рок од 20 дена да формира влада.